Горан Стојановиќ Амадеус од Куманово оствари уште една патувачка мисија. Последната авантура е 10.000 километри поминати на мотор од Куманово до Иран. Патувањето за Горан било уште еден предизвик, бидејќи со секој изминат километар неговиот сон и желба одблизу да ја запознае културата, традицијата, но и историски значајните места во Иран станувале реалност. Во Иран престојувал 2 седмици, а го посетил и древниот град Персеполис, символ на Персиската империја, кој во 330 година пред новата ера бил освоен, ограбен и запален од Александар Македонски. Целосниот разговор со Горан Амадеус за неговото патешествие низ Иран, честопати позната држава како Персија во западниот свет, можете да го проследите веднаш по вестите на Телевизија Плюс. Предизвик секогаш ми е Азија. Европа по Европа имам извозено скоро сите држави уздушје попреко, али предизвик ми е Азија, што таму е таа стара цивилизација, стара култура и ретко кој се нафаќа да посети азијски држави, затоа што малку имаме и некако на друг начин посматраме на Азија кога е во прашање, ради некои медии кои се направија дека тие држави се таму ризични, црни. Не викам дека не е тоа некој ризик, али сепак предизвик ако сакаш нешто направиш, јас сум авантурист, ентузијаст, да направиш нешто, тогаш е најбоље да се посети Азија. Првиот ден така ми беше тешко, значи кога да влезам 5 сати на граница, тоа е сепак доста патретирање, седиш на граница, не познаваш јазик, енглески слабо кој знае, платив еден агент да ми помага да зборува све што треба по документи, али после тоа кога влегов во Иран, од тој момент тотално друг свет. Се што имаме слушнато за таа држава, фактички неточно. Тотално погрешно. Значи, Иран е една магична држава, природно преубава, со температура од 10 степени до 50 степени плюс 60, со природа од оаза до огромни пустињи, кај што стварно она баш пустиња, кај што нема ни дрвце, ни ништо да застанеш. Кога возев кроз пустиња, има една рута 500 километри кроз пустиња и само молев Бога да мотор нешто не откаже, пошто немаш кај се паркираш. Гориво таму е без пари, значи тотално без пари. Гориво плаќаш само за 30 литра, негде во наши пари околу 50 дена плаќаш за 30 литра, што е за нас беше и за мене тоа беше некој шок и некоја радост. Едноставно усред пустиња кога ќе видиш некој издеголе или видиш некој контейнерче кај што продаваат вода, чај, ја секогаш застанува, пошто секогаш мора. И мислам дека највише што ме одржава на таа вожња кроз пустиња се зелени сливи. Пред да појдеме секогаш во град, крај начекам зелени сливи, купам по кило 2 и ставам во ова торба и додека возам цело време јадам зелени сливи со витамини и они се малку посвежи и ми дава енергију и свежину за да се све тоа издржи. И кога стенав од пат, кога влегов во село и кога дојдов меѓу оние зидини, имам видео материјал, ќе ви баш пратам да видите. И кога дојдов и меѓу оние звини како Country Strike, исто Country Strike ми дојде у глава, викам, деле сега, кај сум пошло беал дека може некој ќе му тепа. Прво тоа, прв пат да размислам негативно. Ама, ето така, без страв, отидов, излезе еден човек кроз едни малечки врата, вака, и ми покажува тамо, јас пројдов тамо, имаше оние огромни врата на далинско се отворија, влегов се, паркирав, стварно домаќинот беше супер, тој си има фактички гестхаус таму и така си прави реклама. Следниот пат кога ќе одам или со повеќе луѓе да препорачам, има организира и кампување во пустиња, ама веднаш ете ти фати некако мисла и некој, што ја знам, да се размислиш малку кај одиш без размислување. Тоа беше, значи, тие 2 пати само, кај што помислив малку по-темно.
Заменик министерот за внатрешни работи Астрид Исени денеска во рамки на своите работни активности го посети секторот за внатрешни работи во Куманово и полициското одделение Матејче, каде што од раководството беше запознаен со активностите кои се презимаат на територијата на Куманово, соопшти Министерството за внатрешни работи. На средбата беше потенцирано дека безбедносната состојба на целото подрачје на СВР Куманово е стабилна. Исто така се разговараше и за тековните активности, движењето на криминалитетот, одржувањето на јавниот ред и мир и предизвиците со кои се соочува овој сектор од аспект на недостаток на материјално-технички средства и недоволна пополнетост со човечки ресурси. Од страна на заменик министерот за внатрешни работи Исени беше истакнато дека ќе бидат преземени сите потребни мерки за подобрување на капацитетите на секторот за внатрешни работи Куманово согласно потребите на секторот, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во индустриската зона Новини и Речица во тек е изградба на фекална канализација. Станува збор за проектот за инфраструктурно уредување на зоната во Речица, со кој општина Куманово аплицираше на јавниот повик на владата за развој на општините. Проектот, освен инсталација на фекална канализација, предвидува и изградба на водоводна мрежа, атмосферска канализација, но и дел од натрешните сообраќајници, како и воспоставување на режим на сообраќај и осветлување на дел внатрешни сообраќајници во индустриската зона. Куманово доби 4 милиони евра од владата за 3 аплицирани проекти во првиот дел од повикот. Освен за инфраструктурното уредување на индустриската зона, обезбедени се средства и за изградба на атмосферска канализација и гасоводна мрежа на улицата Бајрам Шабани, како и изградба на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа кон Доброшане. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден бележи 2 интервенции и во двата случаи станувало збор за опожарен смет на булеварот Октомвриска револуција и во Средорек, информираат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Општина Куманово денеска објави јавен повик за финансиска поддршка за организирање на превентивни мерки и активности во областа на социјалната и детската заштита преку спроведување на кампањи, трибини, изготвување на стратегии, фокус групи и промотивен материјал. За распишување на повикот обезбедени се финансиски средства од буџетот на општината согласно програмата за развој на социјалната заштита на општината за 2025 година. Како подносители на предлог проекти за остварување на правото на финансиска поддршка за организирање на превентивни мерки и активности во областа на социјалната и детската заштита може да се јават здруженија и други правни лица кои што исполнуваат одредени критериуми објавени на официјалната веб страна на општина Куманово. Проекта аплицирала општина Старо Нагоричане на првиот владин повик за финансирање на капитални инфраструктурни инвестиции, информираат надлежните. Во првиот случај станува збор за 2 патни правца, а на вториот повик општината аплицираше со 3 проекти за кои се уште чекаме одговор од надлежните, информира Бобан Цветановски, заменик градоначалник на општина Старо Нагоричане. Од претходниот владин проект, ова е маѓарскиот кредит, тоа е за 2024 аплициравме со 2 проекта. Ние како рурална средина, поради немалниот број на жители, добивме средства околу 9 милиони и нешто. Аплициравме со 2 проекта, тоа е патен правец Пиленац и патен правец за манастир Забел. Едниот е реализиран, скоро дојден до фаза до асфалтирање, а вториот подпишуваме договор за почеток на градот. Во двата тие ние као општина доплаќаме отприлика околу 3 милиона денари од сопствен буџет. За 25 година имаме аплицирано 3 проекти. Сега има малку поголема сума на средства, околу 470.000 евра. Аплицирани 3 проекти, се уште немаме одговор дали ќе биде прифатени. Чекаме во текот на ова или наредната недела да добиеме средства. Инаку имаме повеќе направено повеќе проекти со кои би могли да аплицираме. Исто така имаме добиено 3 проекти преку Светска банка во висина негде околу 400.000 евра. Исто имаме аплицирано. Сите 3 патни правци ни се одобрени.
Таму е процедура на избор на фирми, а ние како општина имаме обврска да и најдеме собствениците каде ги парцелите ги зафаќаат патните правци, да правиме договор со нима, за да можеме утре да бидат луѓето обештетени. Преку Светска банка тој е патниот правец Мала Аџинци, тоа младо Наговичане. Исто така имаме патен правец ветеринарна станица школа Младо Наговичане. Тој ни е многу битен пат заради пресекување на магистралниот пат Крива Паланка Куманово, каде ние со превоз на учениците пресекуваме секојдневно по 2 полни линии. Самите деца се изложени на голем ризик. Тоа ни е прв приоритет за оваа година, мислам со оваа Светска банка, да го реализираме тој патен правец. Тогаш и местното население, и превозниците, децата, сите ќе бидат максимално заштитени, пошто ќе можат да се уклучуваат на стар паланачки пат, а после на новиот пат што е мислам за Крива Паланка. И третиот, тоа е втора фаза за Страновац од 650 метри. Инаку ланската година беше реализирано до 1600 метри, сега още 650 метри. Тоа се тие проекти, инаку преку општина имаме распишано јавен тендер, набавка на тампон, околу 1700 тони. Тоа ќе биде сега реализирано преку летниот период за поправка на ударни дупки во нашата општина. Знаете дека општината е рурална, мал број на население, голема тешкоти, имаме една машина која не може на сите страни. Таа машина е од јавното комунално предпријатие, прегледат потреби за жителите, да има, ако има потреба за поправка на водоводни системи и тоа. Сега планираме исто така овој водовод што е во Младо Наговичане, централниот водовод, да можеме скоро целата општина да биде покриена. Исто оние населени места што бидат офатени најповеќе Младо Наговичане. Тој базенот е направен 2009 година, дори сега во фаза на испитување на издржливост на капацитети тоа. А оваа година средствата им таму се намалени. Преку таа програма добивме за јавното комунално, мислам тие средства беа наменети за општината, негде околу 900.000 денари. Ние на регион се договоривме по малите општини, ние Липково, да аплицираме возило за јавното комунално предпријатие, имаме одобрено возило. Сега е таму постапка за апликација за возила. Мислам некаде, ако ми е кажано, нека на средината на август месец возилото ќе биде доставено. Тоа се работи за оние мали джипчиња што се како Кумано што има за чистота, тие бели. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме следните настани. Во Кумановската полиција вчера во 12 часот и 20 минути било пријавено дека жител на Кумановско село извршил облјуба врз неговата малолетна ќерка, соопштија од секторот за внатрешни работи. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Кумановец и битолчанец на возраст од 36 и 33 години биле приведени вчера вечер, осомничени дека завчера нападнале и ограбиле 68 годишен кумановец во близина на неговиот дом, информираат од секторот за внатрешни работи. Како што додаваат од полицијата, лицата биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе следува соодветна пријава. Десет златни, 9 сребрени и 5 бронзени медали освои атлетичарите од Атлетски клуб Куманово на националното првенство за сениори и сениорки кое изминатиот викенд се одржа во Скопје. Со оглед на постигнатите одлични резултати, Атлетски клуб Куманово всушност е најуспешниот тим на првенството. Теја Алексовска од Куманово постави нов државен рекорд во дисциплината фрлање диск за младинки. Таа постигна резултат од 37,71 метри и се закити со златен медал, а успеа да освои злато и во фрлање на кладиво. На првенството учествувале повеќе од 130 надпреварувачи во над 20 дисциплини.